How do you explain this Како paradox that the ја greater the објаснувате protection оваа of противречност, колку поголема заштита civil society's privacy, на on the other приватноста на side, and the greater граѓанското the општество, abuse of malicious individuals се or поголема е organizations, for example, злоупотребата like the case with the и the на school bomb threats од in страна на Macedonia, злонамерни also in other поединци или countries групи, како што in имавме the закани region, во which училиштата во some of Македонија и во these регионот, messages и некои од тие can пораки be transferred или закани via беа Proton испратени product. преку Протон мејл. Yes, I think you're right. There is a Мислам дека contradiction, се во право. but Има контрадикција тука, the problem is a little bit more контрадикторност тука, complicated. но It's not проблемот е како ќе black and white пристапиме. issue. Значи не е баш црно-бело све. It's not really a Суштински question of не е само прашање на but more a прото question of technology. лап и начинот како што ние работиме. Every single time that we have a new technology, it can Секогаш кога ќе се појават нови технологии во историјата, or for bad. и е носели и добро и лошо. Is the airplane. The airplane Како што е појавата на авионите. Значи. made it very easy to Со авионите ние ги поврзавме континентите, луѓето, тие можеа да патуваат. by terrorists Но ете, настануваат со користењето на авионите и загадување на животната средина. or not, given the fact that they can be misused. Or atomic И имајќи предвид дека може да дојде и до злоупотреба, So I think the наистина. question is how do Така да прашањето е paradox? How do we, како ќе ги решаваме овие question? тешкоти, And the way to, I think, approach the начинот is not to say да му пристапиме на проблемот е ever be used Е. for bad. да видиме дали оваа технологија е користена претходно и ако се користи сега, како ќе ќе ги спречуваме злоупотребите. Say whether we should Значи да се воспостават вистинските мерки кои што ќе оможат технологијата да напредува, is to look at the overall benefit to society. за да видиме која ќе биде предноста за општеството. Misused. We decide that the economic and social and cultural Значи, benefits економските и социјалните предности се тие кои што се клучни овде да ги овозможиме на граѓаните и на корисниците. if you allow secure communications, you enable Ако возможиме безбедна комуникација, speech and тогаш секако можеме да очекуваме дека и интересот за истата ќе биде зголемен. on that balance, yes, if we protect И ќе можеме да воспоставиме еден вид баланс, равнотежа со кој што ќе but работиме. if we don't Но од друга страна, rights, we ако не ја заштитуваме приватноста на граѓаните на корисниците, тогаш overall social benefit and utility of сите други социјални предности ќе се изгубат и нема да се чувствуваат. things that we can do to reduce that. Значи луѓето нема да бидат чувствителни на нештата и нема да бидат склони да ги користат истите. of protection does Proton products, for example. Какво ниво на заштита нудат производите на Proton Mail? But on the other side, И од друга страна, it makes difficulties to detect the perpetrators of these threats. For example. како да Maybe I'll jump го спречиме злоупотребата на. detection, and then we can go back to Значи може да се навратиме на она што прашавте претходно. Ако говориме за откривање на прекршители, we need to understand that треба да разбереме дека not the same thing as immunity from criminal приватноста не е исто како имунитет. privacy. The right to privacy doesn't give you a blank check to Приватноста не ви дава отворен чек да користите или да правите што сакате. and Proton И is a Swiss company. We are Протон е швајцарска фирма, and Switzerland is согласно со швајцарските закони. rules Швајцарија е земја која што има многу строга регулатива. Тоа не е земја како што е Русија, каде што криминалците можат да роварат и да работат во државата како тие сака. Значи, има начини на однесување и ако говориме за луѓе кои што ги злоупотребуваат технологиите секако, тоа не е дозволено согласно швајцарските закони и ние како фирма сме обврзани да работиме на овие случаи, да и приватноста не е иста како што е комуникацијата и користењето на услугите и може да влијае исто така и врз напредокот од таа перспектива е воспоставен е систем кој што функционира. Did you get Помнавте дека имате партнер во Скопје, located here in Skopje? вашата канцеларија тука лоцирана, да? Кога се работи за работата што Протон ја врши во Македонија, многу е важно да се разберат две работи кои што го прават различни од другите конкуренти. Прво, Протон е аутсорсинг фирма.
Ние работиме исто така задачи од трети клиенти, значи нудиме услуги кои што и изнаемуваме за други потрошувачи. Но тоа е едната разлика. Во Македонија работиме на технологија која што е важна од аспект на критичните нешта кои што се поврзани со брзото решавање на проблемите и вршење на работата. Вториот елемент како фирма, зашто меѓународно, немаме разлика, не правиме разлика помеѓу тоа дека е канцеларијата тука или дека таа централата само работи во Швајцарија, вакви или онакви активности. Резултатите е важно да имаме канцеларија во Македонија која што ќе биде во состојба да ги врши сите услуги кои што ние ги нудиме на нашите потрошувачи, значи започнувајќи од првиот контакт, па се до решавање на комплицираните прашањите што ти се вршат овде, значи се што е измеѓу, значи односи со клиентите, изготвување на стратегии, се е можно овде. И мислам дека еден вид единствена околина ствараме овде каде што ги покриваме сите услуги. Бројот на вработени во канцеларијата во Скопје постојано расте. Дали тоа значи дека се зголеми бројот на корисници? Како технолошка компанија имаме, ако ги дуплираме бројот на потрошувачи, не значи дека треба да ги дуплираме бројот на вработени, но Протон растеше на почетокот беа нула, но пред 4-5 години, можеби 5-6 милиони акаунти имавме во светот. Сега имаме околу 100 милиони акаунти отворени, значи во светот. Значи од аспект на корисниците сме широко застапени. И тоа значи дека можеме да укажеме на добар раст на нашиот бизнис. Протон слабеше во последните години. Фирмата за една година 40% порасна. Тоа е предизвик и тоа е причина зашто продолжуваме да вработуваме лица во последните 8 години. Постојано вработуваме нов персонал. Неодамна во Балканскиот регион се создава конкуренција за да се привлечат странски инвеститори. Можеме ли да го земеме предвид фактот дека вие сте странски инвеститор на некој начин? Да. Ние се сметаме за странски инвеститор и тука има два елементи со кои што сакам да ги дискутирам. Првото прашање е зашто сме во Македонија и второ е која е вредноста што Протон може да ја понуди. И ако го поставам прашањето зашто сме во Македонија, заради луѓето. Фирмите како нас или се раѓаат, живеат и умираат и зависат од развојот и бројот на потрошувачи. И ако погледнеме лицата кои што ги вработуваме овде, кога почнавме, талентот е исклучителен овде. Протон е селективна фирма. Ние помалку од 1% од оние кандидати што се пријавуваат ги вработуваме. Работата е многу тешка и не е за секој. Така да, ние како фирма не правиме све. Туку имаме одредени области каде што сме активни. И нашата филозофија е на областите каде што работиме и покрај тоа што не покриваме све, да бидеме, сакаме да бидеме најдобри во светот. И тоа е еден вид мајндсет кој што Македонија и Швајцарија го имаат заеднички. Швајцарија исто така е не е голема земја и Македонија не е голема земја, така да двете земји имаат амбиции да растат, да се развиваат. И двете земји утврдуваат дека не можат се да прават, но оно што го прават и што го правиме ние во Македонија, сакаме да биде врска помеѓу швајцарскиот мајндсет и амбициозниот мајндсет во Македонија на лицата кои што работат во овој сектор. Затоа сме овде. Е сега прашањето, која е вредноста која што нашата фирма ја протежира и светот? Странски инвеститор во повеќе години се прашуваат обично колку евра ќе внесете вие во нашата држава. Но
не секоја странска инвестиција третирана еднакво, така да ако се наврата на Proton, како фирма која што нуди аутсорсинг услуги, не значи само внесување пари во економијата, туку експертиза, способност, знаење, компетентност и така натаму нудиме, за да можеме технологијата да ја пренесеме во Македонија овде и на изградиме на високо ниво, значи доста од оно што. Тоа е вредност која што за економијата е важна и работиме на ланецот на вредности на високо ниво во Скопје овде, за да можеме таа вредност да ја протежираме. И секако тоа води и до подигнување на другите правци и области во економијата во вредноста, во ланецот на вредност. Ние сме посветени исто да ги вратиме и да ги пренесеме овие вредности кон локалните фирми и во Proton да го понудиме најдоброто на вработените кај нас, за да бидат сигурни, да бидат безбедни и да можат да уживаат во растот на фирмата која што го нудиме. Значи, вредностите исто така ги пренесуваме овде и затоа е тоа толку важно да го направиме за Proton. Сега за нивото на заштита, освен индивидуалните лица, дали има некакви индикации дека некои земји се подобро заштитени од другите? Да, интересно е. Оно што Proton го користи сега. Имаме 100 милиони акаунти отворено. Дали е тоа преку вас или преку други, значи контактираме со луѓето, работиме со луѓето. И голем дел од приходот доаѓа од бизнис, тоа се организации, тоа може да бидат владени организации, банки, осигурителни компании. Значи, се укажува на тоа дека безбедноста и приватноста се важни нешта. Исто така што е важно, во минатите неколку години имавме прифаќање на производите на Proton и ситуации кога некои од потрошувачите беа под напад. Дали е тоа Proton Mail или Proton Drive. Ќе ви дадам пример. Во минатата година неколку милиони корисници од Русија и од Украина беа нападнати. И тука демократијата беше под напад, значи под притисок. Во последните 12 месеци многу од корисниците беа елиминирани. Значи во Русија користењето на мејл и Proton стана единствен начин на кој што ќе се комуницира безбедно и ќе корисниците ќе добијат пристап до другите мрежи. Истото беше и во Иран, така да, ако се навратам на 2021 година, тоа беше годината кога Обединените нации препорача користење на Proton како начин на заштита на документите и заштита на човековите права. И многу интересно да укажеме на тоа како нашата технологија не е само корисна за бизнисот, за владите, за индивидуалните лица, туку нудиме еден вид опстанок за сите во 21 век. А што е со конкуренцијата? Како што се WhatsApp, Viber, мрежите и така натаму за и тие се надпреваруваат на полесен начин на комуникација, нели? Да. Ако погледнам конкуренцијата денес и милионите на ако сакате да пораснете, вие се надпреварувате со Google и со Apple. И тоа е многу тешко да се прави како технологија. Но исто така бројот на апликанти е важен во големувањето или користењето на Apple и Google, да речеме, од македонските граѓани. Затоа што годинава Google затвори многу работни места. Така да, од последните неколку години, инженери од Google, Facebook, Apple ги напуштаат овие компании и доаѓаат во Proton. Така да имаме предности и способности и капацитети, но ние се бориме со
светските најголемите светски компании. and say that that's an easy battle. But it is И тоа не е inevitable, because if we воопшто want to лесна битка. beyond 100 million, this is the target. Значи сакаме да надминеме веќе 100 милиони корисници. I would say that email today is Имало денеска a communication tool, but е комуникацијска алатка, но таа е повеќе од комуникација. isn't just Вашиот имейл акаунт you communicate and talk to somebody else. не е само начин на комуникација. Much more precious and fundamental. Тоа е What it тука is, има повеќе is притисок, your има identity. And it's your online идентитет, кој што Which today значи may тоа е be the вашиот only собствен way. идентитет. If I were to give you a choice, would you Ќе ви rather дадам lose your пример. passport or lose your email? Дали би I would say дали that порадо би го probably costs изгубиле less пасошот than losing access to или имейл акаунтот? Помалку проблем има ли доколку го изгубите пасошот, So знаете? Proton is, Така да тоа е реалноста. for example, it's not just communication securely. It is Не е само комуникација и your безбедност. identity online and all the Туку data идентитет that you онлайн, in a каде certain што way. сите податоци ќе бидат заштитени, ако користите Give Gmail, Google your online identity, ви даваме and then Google пристап attaches to that. на Google The data идентитет и Google се врзува за тоа. YouTube and all the other sites, that's И all бара да речеме со други, со YouTube by и други канали. say ProtonMail, who you're basically А во doing ProtonMail is saying, I'm going to opt out of Google surveillance machine. Ќе I'm се going to keep control of my исклучам identity. од Google машинеријата и ќе се приклучам кон Proton, така да тоа е So, начинот на вид подобрување на комуникацијата. competition because online Четот е еден вид конкуренција, но исто така и дел од идентитетот на What's корисниците. next for Proton and the Proton's Како последно прашање, кои се плановите за Proton во иднина? as I kind of mentioned earlier, the competition Напомнав with претходно, the biggest конкуренцијата is going to intensify. со хајте компаниите ќе се интензивира It means we have a very difficult journey ahead. и има пред нас Things тешко that work патување, in life also tend to но work, вреди right? да се And, you know, оди по тој пат I do have the и ambition to continue to grow. имам And I think амбиција да растеме понатаму. also has the ambition. И тимот кој што работи со нас има амбиција, имам инженери и други експерти кои што работат во канцеларијата во Скопје, кои што работат на изградба на продукти со кои што ќе сакаме да се фатиме во кости со конкуренцијата со целиот свет. Тоа не да биде лесна задача, но се надевам дека тоа во блиска иднина ќе успееме да го реализираме. Веќе 8 години го следам развојот на бизнисот во Македонија. Имаме експерти кои што многу добри можности нудат во земјата и во Скопје. Во последните неколку години ќе сакам да креирам можности, предизвици, производи кои што ќе го задржуваат талентот во државата, талентираните експерти. И тоа ќе биде големо достигнување ако успееме тоа да го направиме и ќе помогне на Скопје и на државата и на Протон секако во неговиот растеж и развој. Yes. Ви благодарам. Благодарам што ме примивте.